Изготвени се решенијата за данок на имот во Штип и наредниот период истите треба да бидат доставени до физички и правни лица. Најпрво решенијата ќе им бидат доставени на фирмите. Оваа година има 330 решенија повеќе за разлика од претходната 2025 година, со што и побарувањата се поголеми. Општина Штип ги издаде решенијата за данок на имот за 2026 година. Вкупно издадени решенија се 18.650, од тие 18.200 се за физички лица, останатите за правни лица и споредбено со 2025 се повеќе за 330 решенија. Во наредните денови ќе започнеме со достава на истите, најпрво на решенијата за фирмарина, кои се околу 2800, ќе започнеме со достава на истите до фирмите и потоа и ќе започнеме со достава и на решенијата за данок на имот до физичките и до правните лица. Оваа година за прв пат решенијата за данок на имот ќе се доставуваат и преку мејл адреси, кои граѓаните и правните лица изминатата година имаа можност да ги ажурираат во општина Штип. Ама дополнително решенијата за наплата на данок на имот ќе бидат доставени на домашна адреса. Претходната година околу 75% од решенијата се платени, а праксата изминатите години покажува дека овој процент се зголемува од година во година, со цел да не се оди кон помени и присилна наплата на данок на имот. Најпрво да напоменам дека за прв пат оваа година општина Штип на мејл адресите кои што граѓаните и фирмите ги пријавија до општината, односно кај правните лица тоа се службените мејлови кои што ги имаат и ги користат, така и физичките лица оние што ги имаат пријавено. За прв пат ги испративме истите по мејл, но решенијата поради законската обврска ќе бидат пратени и по пошта. Во однос на плаќањето, околу до денес околу 75% е наплатата за данокот за 2025 година. За оние кои што не го платиле, одделението ќе изготви опомени и решенија за присилна наплата согласно закон. Крајниот рок за наплата на данок на имот е 15 ноември во тековната година. Потоа се пресметуваат камати или се користи присилна наплата за данок.